Гостите на новото издание на регионалните вести. Советот на општина Гостивар ја одржа петтата седница. На дневен ред се најдоа одлуки од областа на финансиите, работата на јавните предпријатија, урбанизмот. Советниците изгласа и одлука за покренување на иницијатива за враќањето на фудбалскиот клуб Гостивар под капа на општината. На денешната петта седница на Советот на општина Гостивар беше изгласана одлука за покренување на иницијатива фудбалскиот клуб Гостивар да премине во собственост на општината. Како што беше речено на седницата, барањето дошло од градоначалникот Арбен Таравари. Советникот од Алијанса за албанците Берат Јакупи објасни дека зеленото светло за иницијативата значи давање согласност локалната власт да ги прибере сите потребни документи и да ги заврши другите подготовки, пошто предлогот фудбалскиот клуб Гостивар да се врати под капа на општината повторно ќе се најде на гласање пред Советот. Советниците ги изгласаа извештаите и програмите за работа на гостиварските јавни предпријатија, но не се сложија околу доделување на субвенции за јавното предпријатие Ринија, кое стопанисува со спортската сала. Предлогот беше да им се доделат 500.000 денари за сметки за струја, но советниците од мнозинството не го прифатија со образложение дека претходно предпријатието веќе добило субвенции и бараа раководството да даде објаснување на трошоците и потребите. Советот едногласно го усвои првиот квартален извештај за извршување на буџетот на општина Гостивар за 2018, како и повеќе одлуки за легализација на диво изградени објекти. Приведен 23-годишник од Порој кој претходно бил баран со потерница. Од полицискиот билтен информации за физичка пресметка и сообраќајна незгода. Вчера во 21 часот и 40 минути на улица Љуботенска во близина на сточниот пазар во Тетово при извршена контрола на патничко моторно возило Ауди 6 со тетовски регистерски таблици било легитимирано лицето 23-годишниот БА од село Порој Тетовско, при што по извршената проверка е констатирано дека истиот се бара по потерница, по полноќ е спроведен во затворот во Тетово. Полицискиот билтен информира и за пријавен физички напад, имено вчера во 11 часот и 50 минути на булеварот Благоја Тоска во близина на кружниот тек со булеварот Маршал Тито. Лицето 32 годишниот ИР од село Камењане пријавило физички напад извршен врз него од страна на лицето 62 годишниот Хќ од Тетово, на начин што истиот ден поради недоразбирање во врска со првенство на минување, физички бил нападнат со боксови по главата и по лицето бил неколку пати удрен. При тоа со бокс му било скршено и ветробранското стакло на возилото. Веднаш потоа биле разделени од страна на случајни минувачи, а еден од нив го пренел нападнатиот во клиничката болница Тетово за укажување на лекарска помош. Се работи на целосно расчистување на случајот, при што спрема напаѓачот ќе бидат поднесени соодветни поднесоци, информира СВР Тетово. Оттаму информација и за сообраќајна незгода во која повредено 11-годишно момче од Тетово. Истата се случила вчера во 19 часот на улица Благоја Тоска во близина на стадионот помеѓу патничко моторно возило Фиат Пунто со тетовски регистерски ознаки, управувано од 65-годишниот ЛЗ од Тетово и велосипед управувано од 11-годишно дете од Тетово. Со телесни повреди се здобил велосипедистот кој со друго возило бил префрлен во клиничката болница Тетово и по укажаната лекарска помош бил пуштен на домашно лекување. По извршениот увид се работи на целосно расчистување на случајот, документирање, како и констатирање на причината поради која е дојдена сообраќајната незгода. Од денес во Тетово се одржува 7-то издание на филмскиот фестивал Watch Out. Ќе се прикажуваат 27 интернационални и домашни кратки филмови. Од денес до 22 јуни петок во Тетово ќе се прикажуваат 27 интернационални и домашни кратки филмови во рамки на 7-то издание на филмскиот фестивал Watch Out. Филмските проекции ќе се прикажуваат на отворено во дворот на музејот на Комунистичката партија во Тетово, а во случај на непогодни временски прилики во просториите на Центарот за балканска соработка Лоја во Тетово. Проекциите на филмовите започнуваат од 20 часот. Тоа што ние забележавме веќе ова седма година е дека има не само квантитативен раст, значи годинава бројот на филмовите аплицирани е 357 од 75 држави и 5 континенти,
туку нас посебно не радува квалитетот на апликатите. Значи Тетово, Вачаут и Лоја станува културен белег и значаен културен белег на градот Тетово. Во документарната секција победник е филмот Патот до Исланд на режисерот Цезар Валехо Кастро од Шпанија. Теоријата на спиење е наслов на победничкиот филм на Рубен Барбоса од Шпанија во категоријата на кратки филмски истории. Кај експерименталните филмови за најдобар филм е избран Здраво Џо од Грахам Кели од Холандија. Во жирито на фестивалот се Башкем Шеху, писател од Албанија, Оливер Мусовиќ од Македонија, Фабијан Лангер, камерман од Германија и Лус Оутон, студентка по кинематографија од Франција. Аргентинскиот писател Хулио Кортасар рекол дека кратката приказна е поблиску до поезијата отколку до прозно дело. Истото важи и за кратките филмови. Иако на овој фестивал имам категоризација на филмовите на експериментарни, документарни и кратки играни, за мене во смисла на поетиката, изразот и различниот начин на гледање на работите беше во преден план. Секако дека има разлика помеѓу овие жанрови, но критериумите за оценка за сите беше ист. Иако документарниот филм од друг агол се гледа на делото. Сите филмови ги гледав од ист уметнички агол и затоа беше тешко да се одбере. Победникот кај документарните филмови навистина ми остави впечаток затоа што тука станува збор за човек што не може да се движи и уште еден кој се грижи за него. При интервјуирањето на неподвижниот човек тој ги кажува своите соништа дека сака да излезе надвор и тогаш како својден пресврт ја кажува својата желба да оди во Исланд, што истовремено е и пресврт, но и продолжување на неговиот начин на размислување. Како да се оцени уметничкото дело кога сите филмови, односно најголемиот дел од нив беа навистина добри? Јас сум камерман и на филмовите гледав претежно тој технички аспект, но кај победникот кај документарниот филм важен е гласот на хендикепираниот, што нема толку место во медиумите, за да се види што и како тој ги чувствува работите и затоа при гледањето на овој филм се почувствував нелагодно и тажно. Истовремено импресиониран од завршената работа на целата екипа што го правила филмот. Слично и со експерименталниот филм се покажува празнината на многу работи што не треба да се такви. Во рамки на фестивалот ќе се одржат и 4 работилници. Темите се децентрализација на јавниот простор, литературата и филозофијата, создавањето филмови и предизвиците, како и граѓанскиот активизам околу животната средина. Утре во Тетово ќе се одржи едукативна работилница за броење на јаглени хидрати во исхраната, основа за добра контрола на гликемиите кај дијабетесот. Организаторите, Сдруженијето на дијабетичари од Тетово и Асоцијацијата за детски дијабетес на Македонија, Баланс МК, ги покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на школата за дијабетес во хотел Динамика, кој се наоѓа на влезот во Тетово со почеток во 18:30 часот. Министерот за надворешни работи Никола Димитров побара ратификација на договорот за името да биде во скратена постапка за да се стигне до самитот на Европската унија. ВМРО ДПМН ја напушти седницата и обвини за предавство и кршење на процедурата. Видео на Радио Слободна Европа. Собранието утре ќе го ратификува договорот за името со Грција. Претседниците на пленарната седница предпладнево пак изгласа дека има потреба од донесување на тој закон и дека тој треба да се донесе по скратена поставка. ВМРО ДПМН ја напушти собраниската сала, а од партијата најавија дека ја напуштаат работата и на собранието. Министерот за надворешни работи Никола Димитров како представник на владата во образложението пред претседниците ги спомена обврските Грција да ги деблокира евроатлантските процеси. Јунскиот Европски совет е пред нас. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Унијата ќе заседаваат на 25 и 26 јуни, додека самитот на Европскиот совет е на 28 јуни. Овие датуми се клучни за европската перспектива на нашата земја и зависат од ратификацијата на спогодбата. Затоа, за да ги испорачаме овие резултати, од кои зависат одлуките на престојниот Јунски Европски совет, предлагам собранието да одлучи овој предлог закон да се донесе по скратена постапка. Неговото обраќање беше проследено со извици од претседниците на ВМРО ДПМН кои ми довикуваат предавник, а потоа избираат маска.
Нивниот координатор Драган Данев рече дека се работи за неуставен договор, се наблегува во менување на идентитетот и се прави непоправлива штета за сите граѓани. Овој договор представува современ, всушност геноцид на нашата правна држава. Поранишниот министер за надворешни работи, сега пратеник од ВМРО ДПМН Антонио Милошевски, исто така го критикуваше договорот, оспорувајќи го европското знамеце на законот, а обвини и за кршење на процедурите. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери заради ваквото однесување, прекршување на принцип, закони, деловник, устав и самиот интегритет на собранието, ќе ја напушти работата на собранието. Тој наведи дека за тоа дали ќе бойкотираат работата на собранието само за оваа седница или за останатите, ќе одлучеле органите на партијата. Додека траеше седницата на собранието, граѓаните кои протестираа пред него запалија примерок од договорот за името со Грција. Потоа на собраните се упатија кон канцеларијата на председателот Ѓорѓе Иванов да му изразат поддршка, отиде и пред седиштето на ВМРО ДПМН со барање до партијата да им се придружи. Потоа повторно се вратија пред зградата на Законодавниот дом. Вчера во Тетово по тешко боледување почина професор доктор Вулнет Палоши. Денес беше погребан на тетовските муслимански гробишта. Вулнет Палоши е роден на 9.10.1950 година. Дипломирал во 1980 година на Градежниот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, насока патишта и сообраќај, и се стекнал со стручен назив дипломиран градежен инженер. На истиот факултет специјализирал во 1987 година и се стекнува со стручен назив специјалист по технички науки. На истиот факултет и магистрира во 2002 година во областа на патишта и се стекнува со стручен назив магистер по технички науки. 3 години подоцна на Градежниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје успешно ја брани и докторската дисертација и се стекнува со стручен назив доктор по технички науки. Во 2007 година со одлука на Сенатот на Државниот универзитет во Тетово се здобива со наставно научно звање доцент. Во 2013 година со одлука на ректорската управа на Државниот универзитет во Тетово се здобива со наставно научно звање вонреден професор. Во периодот од 1980 до 1991 работел во Приштина како технички директор на ПУТ Приштина. Од 1992 до 1998 во општина Тетово работи како член на извршниот совет по област на урбанизам. Од 1998 до 2002 работел како директор на Фондот за магистрални патишта на Република Македонија. Во периодот од 2004 до 2006 работел како директор на приватна фирма за градежништво во Тетово, додека од 2006 како предавач на Факултетот за применети науки при Универзитетот во Тетово. Професор доктор Вулнет Палоши во својот работен век објави десетина научни трудови. Тој беше ангажиран во секојдневните консултации со студентите во студиската програма Градежништво и архитектура за објаснување на детали, на јасноти и за помагање во нивниот едукативен и професионален развој и беше член на наставно-научниот совет на Факултетот за применети науки, од каде го добил звањето доцент. Како наставник предавач со академско звање, вонреден професор на Факултетот за применети науки, студиска програма Градежништво и архитектура, постојано беше ангажиран од една страна како наставник, практична настава и едукација на студентите, а од друга страна и во научно-истражувачки активности. Професор доктор Вулнет Палоши беше член, соработник, координатор, консултант, советник и така натаму во многу асоцијации, здруженија, предпријатија и други институции. Автор и соработник на разни проекти со национален, државен и поширок карактер.
Денес имавме променливо облачно време, попладне со услови за повремени врнежи од дожд, кои локално беа поројни и проследени со грмежи и засилен ветер. Утринската температура се движеше од 8 до 15, а дневната од 22 до 27 степени Целзиусови. УВ индексот беше со вредност 7. Утре ќе имаме сончево време со мала до умерена облачност. Попладне претежно во југозападните делови ќе има локална појава на краткотраен поројн дожд и ретки грмежи. Утринската температура ќе се движи од 10 до 17, а дневната од 24 до 30 степени Целзиусови. УВ индексот ќе биде со вредност 8. Го гледавте најновото издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.